Сдруженијето на пензионери на Кочани денеска одржа својата редовна годишна конференција на која беше усвоена програмата и финансискиот извештај за минатата година, а донесена и програмата за работа за оваа календарска година. Имаме резултати потврдени. Луѓето у нас веруваат, ради тоа што се што работиме се гледа и у јавност. Јас сметам не само на делегатите и на нашите ценити гости. Председателот Аргировски кажа, ради нашата активност нас се знаат у Скопје, не знаат по друго. И ние со тоа темпо ќе продолжиме и затоа и програмата беше целосно прифатена. И мислам оти во ова 2016 година само ние да се, ако може се реше прашањето со огревни дрва, што е и на нас проблем, не само на луѓето. Инаку другите сите работи сметам оди со голем успех ќе бидат извршени. За мене денешната седница е потпуно, мислам, успешна. Вие пратевте ја, гледавте, тут има една слога, едно единство. Се со еден договор, едно разбирање, едно меѓу нас поштовање. Соработката со општината Кочани и општината Зрновци се оценува како мощна успешна од страна на пензионерската организација на Кочани, зашто градоначалниците Димитровски и Станков истакнуваат. Заедно со вашето здружение, кое што не прави без претерување едно од најдобрите соработки у државата, кои што имаме помеѓу здружението и општината. Заедно со Советот да одобриме простории каде што ќе се собираат пензионерите бесплатно, значи да тие кои што беа напуштени од една страна, кои што беа собиралиште на некои мрачни типови кои што не се водеше грижа за тие простории, ние ги дадовме такви простории, имаме 5 учувајќи ова. Соработката наша од страна на нашата општина е навистина, че ние стоиме на располагање во секој домен. Познато е дека ланската година отворивме клуб на пензионерите, каде што пензионерите го поминуваат своето слободно време. Навистина овде се да си пренасат информации, да се дружат помеѓу себе, да шират пријателство и навистина преку сето тоа остваруваат и добар дел на бенефициите кои што во последно време ги нуди владата. Јас навистина сакам да се заблагодарам и на Сдруженијето на пензионери од страна од Кочани, кое што навистина дава максимална подршка на пензионерите од нашата општина. Денешната годишна конференција на Сдруженијето на пензионерите на Кочани ја следеше и во незината работа учествуваше и председателот на Сојузот на Сдруженијата на пензионерите на Македонија Драги Аргировски. Ова здружение е едно од најактивните и најдобрите во Република Македонија, со тоа што ги остварува тие наши заеднички активности и на тоа поле има и добар успех. Тоа го прифатија сите, со тоа што сигурно годинава ќе имаме уште нови активности, но битно беше и сега и пак да повторам, сите здруженија во Македонија кои имаат добра соработка со граничниците, со локална самоуправа имаат добри резултати. Значи тоа ни е еден патоказ дека треба што повеќе да соработуваме со локалната самоуправа, бидејќи на тој начин и добро ги решаваме прашањата. Отвараме нови клубови, нови активности и на тој начин се создава една кохезија меѓу пензионерите. Инаку како обврска на Сдруженијето на пензионери од Кочани останува решавањето на проблемот со огревното дрво за пензионерите, како и продолжување на активностите за изградба на дом за стари лица во Кочани, кој ќе го користат пензионерите од општините од Источна Македонија.